Добар ден. Точно во 11 часот на новата фреквенција на Радио Лидер 98,1. Ова е звукот на политиката. Јас сум Звонимир Јанкуловски. Кога го почнував проектот Звукот на политиката, негде пред 6 месеци, размислов на начин дека треба да се извлечи еден поинаков звук за политиката, односно поинакво размислување за политиката и политичкиот амбиент во Македонија, односно да се извлечи гласот на интелектуалците, оној тиво глас кој одекнува негде во нивните приватни расправи, меѓутоа не на медиумите, затоа што медиумите стана окупирани од луѓе кои во основа се повторуваат во своите ставови, во своите размислувања. И секогаш кога, барем досега, кога бирав луѓе за соговорници на Звукот на политиката, се обидува да бидат луѓе кои имаат интелектуален и личен интегритет и со кој може да полемизирам, затоа што целиот концепт на Звукот на политиката не е замислен како новинарски интервјуа, туку како начин на размена на ставови и мислења меѓу соговорници со кои нормално може да се согласувате, не се согласувате, меѓутоа ни за аргументи се обидувате да најдете заедничка солуција на поставениот проблем. Кога размислував за власта и кого да поканам од актуелната власт во емисијата, слефав низ биографиите на оние кои се партиципиенти во креирањето на власта во Македонија и едно име нормално на кое застанав и кое мислам дека заслужува да биде дел од ова емисија, односно да биде достоен соговорник за Звукот на политиката, беше името Славица Грековска, односно подпредседателот на владата задолжен за политики на добро владење, која според она што ја познавам долги години, го има интелектуалниот, го има демократскиот и пред се го има личниот капацитет да биде дел од една ваква расправа. Затоа мој денешен гостин е токму заменик председателот на владата за добро владење, Славица Грековска. Добро дојдовте во Звукот на политиката. Се надевам ќе имаме плодна дискусија и размена на ставови, без оглед дали се согласуваме или не се согласуваме меѓусебно во поглед на она што го говори. Добре, најдов, ви благодарам за поканата и за убавите зборови и сигурно сум дека ќе имаме интересна дискусија, уште повеќе ако не се согласуваме за многу прашања. Апсолутно, со оглед дека не се согласувам со многу политики на владата, меѓутоа базичната придобивка на демократијата е да разменувате аргументи за работи за кои што не се согласувате. Тоа е проблемот во Македонија, да градиме принципи кои што се добри за општеството и за народ. Да. Тоа е проблемот во Македонија, затоа што стереотипите кои беа поставени негде во почетокот на 90-тите и кои успешно беа развиени е дека во политиката имате политички непријатели наместо политички противници. И гледам тој концепт на политички непријатели е доста развиен во текот на годините претходно, сега е доразвиен, унапреден, така што вообичаено политичките неистомисленици се доживуваат како политички непријатели, така што тоа е концепт кој е во контекст на една мала држава како Македонија застрашувачки. Тој концепт за Македонија е погубен и сигурна сум дека ќе се согласите дека таквиот концепт беше прилично унапреден и практикуван во времето на Груевски. И таквиот начин на владење беше основата на владењето на Груевски во тие 11 години власт. Заради тоа што вие знаете дека јас бев пратеник од 2002 до 2006 година, кога Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше власт, меѓутоа ние имавме многу коректен однос со опозицијата. Не ние велам како власт, меѓутоа како пратеници во тој период би рекла кој што беше прилично голем предизвик за нас како држава после конфликтот,
и за имплементирање на договореното од Охридскиот рамковен договор. Ние имавме сериозни дискусии и сериозна дебата во парламентот, која што не се базираше на омраза, без разлика што припаѓавме на различни политички партии, не се базираше на лични навреди, туку се базираше главно во најголемиот дел на аргументи и на позиции кои што секој ги имаше. И да бидам искрена и пред јавноста, тие пријателства што тогаш се формираа, заради тоа што ние се разбирани се познававме сите меѓу себе, од сите представници на пративнички групи, тогаш што беа и од ВМРО, ДПМН, и од Либерална партија, и од останатите, кои што и тогаш еден дел беа во опозиција, тие пријателства траат и до ден денеска. Ние комуницираме меѓу себе исто како што комунициравме и тогаш после седниците на парламент во клубот на пратеници на кафе разговаравме чисто пријателски настрана на нашите разлики како партиски представници. И сметам дека таа штета што тогаш е направена во тие 11 години по секоја цена да се внесе омраза помеѓу членовите на различни политички партии и на таков начин да се владее многу полесно, е непоправлива и мислам дека ќе ни треба уште многу долго време додека не создадеме клима дека учеството во политичка партија не значи дека треба да се мразиме. Тоа станува збор за различни убедувања, за различни идеологии и за различни ставови, исто како што имаме например различен став за одреден тип на мода или за други прашања, тоа не значи дека треба да се мразиме исто така и заради такви прашања. Туку дека таа комуникација треба да биде нормална. Не би се согласил во целост со вашата констатација, нормално не сме тука да се согласуваме. Замислете каков би бил светот кога би се согласувале, затоа што лично го искусив. Во тие години на владењето од 2002 до 2006 бев амбасадор во Страсбург и токму имав можност да го искусам таа пријателска настоеност, иако да бидам реален, пријателите ми доаѓа од редот на социјалдемократите, меѓутоа беа први кои ми се заканија кога замина во Страсбург во 2002, меѓутоа она што кажувате, треба да градиме нова свест за односот во политиката, кој повеќе или помалку го туе амбиентот, станува токсичен и станува нездрав, затоа што годините кои ги живееме се очигледно нездрави во поглед на градење на здрав демократски систем и сега изборите повеќе ги што доаѓаат повеќе се доживуваат како војна отколку како избори кои треба да донесат промени без оглед на позицијата, без оглед на она што значи кој ќе ја гради власта во Македонија по изборите. Па јас затоа и упатив отворено писмо во јавноста до сите чинители, во кое што потсетувам дека секои избори се тест за демократската зрелост на едно општество, не само на политичките субјекти, туку зборувам генерално. И тоа во суштина би требало така да биде. Тоа би требало да биде по наводници борба на идеи, на програми, на визија за тоа во какова насока треба да ја водиме во државата, што е добро и во каков правец, што е доброто што треба да се направи за сите нас. И јас за тоа заговарам и зборувам цело време дека има доволно прашања заради кои што мора и треба да имаме разлики во нашите ставови од идеолошки убедувања, меѓутоа има доволно прашања за кои што неопходно мора да имаме консенсус. И се надевам дека многу брзо ќе дојде денот кога претседателите на партиите ќе го сватат тоа и ќе седнат и ќе се договорат за тоа кои се политиките кои што мора секоја влада да ги направи во континуитет
заради тоа што кога сакате да направите промена, тогаш таа промена не е брз процес, за жал, него бара долгорочен континуитет, кој што надминува мандат на една влада. Меѓутоа, ако се согласиме сите политички субјекти и генерално сите општествени субјекти, дека се тоа прашања кои што мора да се направат, на кои што мора да се работи во државата, тогаш едноставно мора да се има консензус за некои прашања, како на пример делот во образование, во правосудство. Ме разбирате, тако за прашања кои што се суштина и рбетот за функционирање на едно општество. Да, ма тоа е нарушен. Јас многу ама самата сериозно нарушен. Да, ама самата констатација, да, ама затоа јас инсистирам на вакво нешто, заради тоа што самата констатација дека е нарушен и непревземањето ништо тоа да се подобри е дури полоша од самото констатирање дека е нарушен. Факт е дека е нарушен, меѓутоа тоа не значи дека не треба да направиме се да почне да се гради. И јас сум убедена дека за брзо време, едноставно неминовно, мора да дојде до такво нешто. И сакам да откриам дека почнуваме на иницијатива, имам потврда од представителите на политичките помладоци дека на 18 овој месец ќе дојдат да ги почнеме разговорите за овие прашања, заради тоа што сум убедена дека со политичките помладоци, со представниците на помладоците, се тие кои што први треба да бидат оние кои што ќе бараат таков начин на функционирање и кои што би требало да ги носат и да влијаат на промените во начинот на комуникација помеѓу партиите. Не ви се чини дека е малце досна од кога се изгуби доверба, затоа што сето ова што го зборите во ред, мислам, малце ми делува утопистички во еден ваков токсичен политички амбиент во Македонија кој се изгради последниве години, затоа што она што беше клучни прашања за кои искрено да ви кажам не верев дека може да се случат, затоа што сметав дека политичар кој ќе преземи акција во насока на промена на името, разговори за идентитетот и историјата, едноставно изврши политичко самоубиство. Тоа не се случи. Видов дека Македонија е поделена држава по определени линии. Меѓутоа, ова се што го кажувате е во ред, меѓутоа тогаш не видов дека беа повикани. Граѓаните го кажаа своето мислење на референдумот, меѓутоа не беа слушнати. Тоа е она што разочарува во градење на здрав демократски амбиент на кој вие сега повикувате. Да, меѓутоа да имате предвид дека јас сум во оваа влада 2 години. Знам. И пак ќе кажам, самиот, ако се враќаме постојано кон минатото, можеме само да ги констатираме пропустите што се направени. Меѓутоа тие реакциите требале да бидат многу порано. Ние не смеевме да си дозволиме претходно да дојдеме до степен да бидеме карактеризирани како затворена и заробена држава. Точно. И тогаш стартната позиција на таа влада во 2017 да биде од заробена држава, за да дојдеме до степен на транспарентност и отвореност кој што сите ја препознаваат. Меѓутоа за некои, повторно ќе кажам, за некои работи треба време и отвореност и од политичките субјекти за тоа колку се определени да бидат фокусирани за решавање на прашањата од национален интерес во име на подобра иднина на своите граѓани, колку се уште би сакале да станат затворени во своите партиски ровови сега се буквално затворени и да останат заробени во своите партиски ровови и да гледаат наместо како да се надминат прашањата кои што ќе ни обезбедат подобра иднина, да одат на картата да ги користат таквите прашања за политички поени, за партиски поени во јавноста. Затоа што ако цела меѓународна заедница ви кажува и факт е дека нема да има измени во преговарачката рамка, тогаш мислам дека е манипулирање со јавноста
постојано да се презентира дека таква можност постои, дека постои друг пат со кој што ние можеме да ги почнеме преговорите со Европската Унија. И сега, ако велиме дека се залагаме за тоа да има сериозна и аргументирана дебата во јавноста, и ако секој тргнува од позицијата за тоа што е доброто, што е потребно да се направи државата, јас не гледам дека таква искреност има кај овие политички субјекти кои што, повторно ќе кажам, одат во линија на манипулирање на јавноста со ваквите изјави, визави отворените пораки од цела меѓународна заедница дека преговарачката рамка за членство во Европската Унија е невозможно да се тука не би се согласил одма да ви кажам нормално. Не сме за да се согласуваме затоа што тоа го работев, имам искуство од работењето на организацијата која е положена на тите столба човекови права, демократија и владење на правото, така што не сум убеден дека во меѓународните односи постојат непроменливи работи, непроменливи договори, затоа што видовме. Мислам, тоа е моето искуство и од книгите, од теоријата, нормално и од практичното работење како амбасадор во Советот на Европа, така што тука не би се согласил во тоа дека дека процесите во меѓународниот систем и она што меѓународната заедница го нуди како конечни решенија, нема конечни решенија, да бидеме реални. Во меѓународниот систем имате интереси кои повеќе или помалку се трајни, имате начин, односно имате моќ која е во основата на остварувањето на тие интереси, така и функционира, се виде светот дека се менува во таа насока. Така што кога ја спомнувате Европската Унија, имавме неколку примери на добивање датум за преговори, затоа што денеска повторно од позиција на власт, нормално вие сте репрезент на таа структура, повторно не убедуваат дека се отпочнати преговорите, иако знаеме да читаме на англиски, мислам на латиница, ги читам извештаите на Европската комисија во контекст на процесите во Македонија и во контекст на отворањето на преговорите, меѓутоа читаме и малце по-длабоко изјавите на оние кои го креираат европскиот амбиент и процесот кој директно го засегаат процесот на проширување на Европската Унија, таму не гледам некој оптимизам дека Македонија во догледно време ќе стане член, иако председателот на владата, доскорешниот председател на владата, тврдеше дека до 2030 година е она што би се рекло рокот во кој Македонија ќе влезе во Европската Унија, па ја го слушам кандидатот за председател и теко актуелен председател кој вели дека во неговиот мандат ќе сме влегле во Унијата. Од она што ја го читам, а мислам дека разбирам, затоа што тоа ми е работа, не гледам некој оптимизам да може да градиме околу нашиот процес кон Европската Унија, што не значи дека не треба да градиме европски амбиент во државата, меѓутоа треба реално да ги согледуваме во процесите. Никој не ја спомнува, например, изјавата на Борел дека Европа е градината која треба да се штити од џунглата од надвор. Тоа никој не ја спомнал, никој не ја ни знае. Не верувам дека и оној што е задолжен за евроинтеграциите воопшто разбира што сакал да каже со тоа, затоа што нападите доаѓаат од многу држави на изјавата на Борел. Дали ние сме во џунглата или мислите дека овие процеси ќе течат гладко во однос на Македонија, затоа што вчера Босна го доби она што ние го чекаме колку 20 више 30 години ќе испаднеше малце. Јас во петокот се вратив од Брисел, имав средби таму во Брисел со високи представници и на сите тие средби бев уверена дека е како никогаш до сега огромна поддршката за Македонија, дека Македонија има многу пријатели во Брисел, дека процесот на проширување е без сомнеш отворен, дека не треба да имаме никакви дилеми за тоа. И во оваа насока во која што зборувате,
ние двајцата сме долго во политичките води и сме биле во различни прилики учесници во дел од процесите. Кога разговараме сега со некои представници на Европската Унија и кога ќе ги потсетам на одлуката 2005 година, кога добивме кандидатски статус, но не и датум за преговори, како датумот за преговори да не е само отпочнување на деценијски процес, туку не знам каква тешка одлука, никој нема одговор зошто тогаш е тоа така одлучено. А факт е дека доколку добивавме тогаш немаше да го добиеме на поклон, туку зашто на вистина го сработевме за 3 години после конфликтот. Така беше и со подпишувањето на стабилизација и асоциација. И ние тогаш 3 години после конфликтот ги стабилизиравме меѓуетничките односи. Процесот на предавање на оружје тоа беше прилично успешно завршен. Ги имплементиравме сите договори од Охридскиот рамковен договор. Го стабилизиравме, го зголемивме кредитниот рейтинг, оценката за кредитниот рейтинг на државата. Имавме договор со Меѓународниот монетарен фонд за меѓу другото за структурни реформи и во тој период реформа на администрацијата за која што и тогаш велевме дека е преголема и имавме прилично строги правила дефинирани со Меѓународниот монетарен фонд како на природен начин вработените во администрацијата ќе се намалат и беа заменувани само оние позиции кои што беа неопходни. 2006 година со губењето на изборите тој процес сосема се измени. Договорот со Меѓународниот монетарен фонд не продолжи. Беше воведена политика на дисеминација на високото образование, факултет во секое помало место, на истиот број на универзитетски професори, кои што во исто време требаше да бидат професори на Универзитетот Свети Кирил и Методи, например, или во Универзитетот во Битола, а во исто време да одат во помалите места да држат настава и на тој начин неминовно квалитетот на образование ќе ви се намали заради природно невозможноста да се фокусира на квалитетот на наставата, меѓутоа за тоа ќе се зголеми бројот на дипломи кои што на многу полесен начин може да се добијат. Заради непревземањето обврска со Меѓународен монетарен фонд, бројот на вработени во администрација рапидно се зголеми за тие 11 години, без соодветни критериуми, за после тоа да биде заштитени со законот, нели, за да не може да се отпуштаат без било каква причина и да има некаков реваншизам, што е во ред, да се разбереме, да не бидеме разбрани погрешно. Меѓутоа, кога ќе ја зголемите наеднаш тукавата бројка на вработени во администрација и вие инсталирате на таков начин еден систем кој што е повеќе верен на политичката партија која што му возможила вработување, отколку да биде сервис на граѓаните. Ние сега го подготвивме законот со кој што ќе има една реална, меѓутоа знаете како, вие не можете да ги отпуштите тие луѓе. И можете да замислите што ќе се случеше доколку тоа се направеше и покрај тоа што одредени незаконски постапки, според моје мислење, требаше да се санкционираат заради тоа што начинот на вработување и на каков начин е тоа направено за одредена група на луѓе беше прилично видлива дека е на незаконски начин и во тој сегмент мислам дека многу работи се пропуштија да се направат 2017 година и понатака заради кое што беа грешка во суштина и ни оневозможи одредени процеси и прашања многу побрзо да се поправат и да се решат за оние прашања, зборувам за кои што сите реагира.
И тој начин на функционирање во тие 11 години дека е доволно само да бидеш член на владеачката партија на ВМРО-ДПМН, за се да ти биде дозволено и допуштено, креираше една Мислите сега во јавност дека е поинаку? Видете, не мислам дека е поинаку. Тоа е проблемот. Заради тоа што сметам дека и покрај тоа што не го оправдувам, човечката реакција, ако можеше тој зошто не и јас, е присутна, затоа треба да бидеме реални. Меѓутоа за тоа треба многу напор и посветеност да биде сменето едноставно такво нешто да не се дозволува понатака. Сметам дека донесувањето на законско решение на законите кои што веќе се пуштени во парламентот во процедура, со кое што точно ќе бидат поделени улогите и правилата на игра, и за вработување, и за поставување на раководни лица, за награда на оние добри професионалците во администрацијата кои што си работат својата работа, меѓутоа исто така и за санкционирање на оние кои што не работат работата, ќе придонесе за средување во системот и тоа пак треба да бидеме свесни дека и веднаш по донесувањето на законот преку ноќ за жал е невозможно, меѓутоа едноставно ние како влада сме го направиле тој процес со поддршка на Европската унија, сме ги предложиле законот, очекувам парламентот да ги усвои, заради тоа што ја правиме законската рамка врз основа на кој едноставно ќе кажеме дека таквото досегашно однесување е неприфатливо. Законски рамки беа правени порано. Затоа велам дека треба волја и посветеност. Ако немате законска рамка, па немате врз основа на што да градите таков систем. Се менува, се сеќам. Меѓутоа треба волја и посветеност навистина да се направи промена. И сметам дека тоа е едно од прашањата за кои што може да се изгради консензус, ако сме убедени дека администрацијата која што треба да биде сервис на граѓаните треба да биде професионална и квалитетна и не за џабе. Имаме примери во други држави каде најдобрите студенти од факултетите се вработуваат во администрацијата заради тоа што граѓаните заслужуваат да добијат најдобри услуги. Кај нас тоа го нема. Сега реална состојба, мислам, знаете, сите години... зборуваме за реална состојба и за сите услуги што треба да ги создадеме за да дојдеме до ова. Да. Меѓутоа, сите 30 години во основа се поддржува или ако сакате се полива како која растите треба, тоа е просечноста, во основа просечноста во политиката, просечноста во администрацијата. Искрено да ви кажам, вие успеавте да одите чекој подоле, сега имаме подпросечно, затоа што на раководни функции има луѓе кои, она што ви кажав, кои едноставно немаат биографии. Да не зборам, имате, вие сте за добро владење. Не може за добро владење да на квалитетно образование ми поставите човек кој докторирал на 57-8 години, кој во основа нема никаков ниту научен, ниту образовен стаж позади себе и кој го поставувате на висока функција во државата, кој треба да го контролира високото образование, односно квалитетот на образованието, а позади себе нема Тоа е еден од многуте примери. Она што го тведаме просечноста, што секоја влада се го гаеше, односно го поддржуваше, затоа што нема што да барате повеќе од она што го имате, затоа што и политичарите во основа самата регрутација на политиката доаѓа во основа на просечни. Се она што е бунтовно и поинако мислечко беше останувано. Меѓутоа, сега веќе имате подпросечни луѓе кои раководат со институции, имате распад на системот. Значи имате институции кои едноставно не може да одговорат на потребите на граѓаните. Ова точно зборувате за заробена држава. Се имаме заробен народ, 600.000 луѓе немаат пасоши. Пријатели, луѓе ме сопираат на улица, се жалат на токму на тоа е резултат на нефункционирање. Просто е неверојатно. Ја дури имам една теза, неверојатно дека е направен пропуст. Какав пропуст да е направен во контекст на она што значи промена на, како се вика, на документите по сиве години од кога е подпишан
Веспаскиот договор малце ме збунува и ме тера да размислувам на некој изборен инженеринг или слично, што повторно може да се сведе на неодговорно, а токму она што е добро владење, тоа е одговорноста и транспарентноста на оние кои испорачуваат услуги во општеството. Очигледно тука нема испорачување на услуги. Тука сега имаме ситуација да имавме заробена држава, сега да имаме заробен народ. Знаете, овие прашања што ги отварате се прашања кои што јас ги зборувам уште од 2006 година навам. Заради тоа што за жал тоа е синдром на политичките партии. Тоа се случува во сите политички партии. Ги го имаме и тоа беше видливо. Тоа беше многу видливо од 2006 година наваму после на кандидатските листи, да речеме, за пратеници. Вашата партија беше видливо. Не се согласувам. Јас тогаш реагирав за тоа што може да се расправаме за тоа. Чекате, застанете. Може да ги земеме ако сакате, зашто јас знам, бидејќи бев пратеник тогаш и знам како кога реагирав и едноставно и во разговорите и со новинарите кои што ги следеа тогаш политика, меѓутоа и со други да кажам од граѓанскиот сектор, тоа беше многу видливо во сите политички партии. Нема да се согласам со вас. Не. Точно. Затоа се согласувам дека е тренд у политика. Да, и тоа нас како општество се согласувам дека треба да не загрижува. И е неприфатливо. И затоа велам, таа штета што е направена во тие 11 години на барање на слепа послушност, вие не можевте да видите тогаш, за разлика од сега, дека некој член на влада јавно не се согласува со одредени политики на владата. Да не беа прислушкуваните разговори објавени, ние немаше да слушнеме изјави од типот дека не се согласуваат со Груевски, онаа позната изјава немаме за чоколада, тука. Немаме за лепа, купуваме чоколада и така натаму. Меѓутоа, видите, ние зборуваме за периоди, за процеси кои прават трајна штета и потоа е многу тешко да се вратат назад. Тоа што мене како човек ме загрижува, и тоа за жал не е само во Македонија, да бидем во нашата држава, си бидеме реални. Ако погледнете, вие сигурно повеќе ги следите од мене тие процеси, тие не се само во регионот, туку и генерално. Ние како да не ги научивме лекциите од минатото. Каде што играњето на картата на популизам, на автократичност прават голема штета, лесно е брзо да на таков начин да се добијат поени во јавноста, меѓутоа прават штета на долг рок, која што потоа е многу тешко да се поправи. За тоа зборуваме. Меѓутоа, ситуацијата, меѓутоа, треба да ги земеме ако зборуваме реално и објективните обштествени околности. Значи, ние не можеме истите работи кои што се случувале, бидејќи сме поминали низ процес на превирање на градење независна држава, преструктурирање на општествен капитал, со сите можни предизвици во овие 30 на години, и политички, економски аспекти, така натаму. Тоа е еден природен процес на развијање за кој што сега во оваа позиција, како земја членка на НАТО и со статус на земја која што веќе го започнува и го завршува скринингот за одредени поглавја. Скринингот не е ништо. Цело време сме у скрининг процес, така што не само дозволете да завршам. Од нас зависи со уставните промени дали ќе продолжи понатака процесот без условување или не. Затоа што меѓутоа друго сакам да кажам. Ние, за жал,
Не успеавме да изградиме систем обременети со сите општествено-политички превирања, меѓутоа пак ќе кажам, нас не е сега одговорноста, затоа што сега веќе сме членка на НАТО и сме на чекор така да кажам да станеме членка на Европската унија, затоа што никогаш поблиску не сме да влеземе во преговори. За членка ќе почекаме. Да, ама видете, никој никогаш не рекол дека за членувањето ќе биде брз процес. Никој никогаш не рекол дека ќе биде тоа лесен процес. Премиерот вика до 2030. Да, меѓутоа таргетот е заеднички поставен заедно со европските партнери. Друго сакам да кажам. Ние меѓу другото не успеавме сите овие години заради тоа што пак ќе кажам, во различни периоди различните власти не били истовремен ист начин посветени реформски. Во тие 11 години 11 години владење само секунда. Режимот во тие 11 години беше укинат. 11 години владење без ниту една криза. Без ниту здравствена, ниту финансиска, светска финансиска криза, без ниту енергетска криза. Не заборавајте 2008 големата криза која ниту економска. Една, меѓутоа најголемиот предизвик во тие 11 години беше како да се одолговлекува по секоја цена и да се манипулира со прашањето со името и на каков начин да се потрошат буџетските средства, ама не во интерес на граѓаните, туку во интерес на мала група партиски послушници на Груевски. И тоа го слушнавме во прислушкуваните разговори. Ние не видовме ниту еден чекор во решавање на националните интереси. Повеќе беше како да се потрошат и колку пари да се потрошат за Скопје 2014, кој се распаѓа моментов. Да, отколку например за зголемување на плати на професорите плати, вие знаете барем и тогаш беа ниски. И сега имавме политики, меѓутоа многу високи отколку тогаш. Имавме тогаш политики, јас добро се сеќавам, на воведување казни за наставниот кадар по 1000 евра за се нешто. И на таков начин оневозможува. Па сега колку што се не помнам тоа. И ако се сеќавате, ако јас колку што се сеќавам тогаш дискусиите, може ги грешам, може и различни биле, ама за некој биле 1000 евра, за некој биле различни во зависност од степенот, и вие кога го оставате професорот под притисок дека може да биде казнет со таква казна која што е многу повисока од неговата плата и да го изгуби работното место заради тоа, вие на таков начин го контролирате. А таквиот начин значи губење на авторитетот и на угледот на наставникот пред овако. Друга си го имаат изгубено со последната изјава со спикерот на парламентот. Само да не ви кажем кој понижување. Само да довршам. Факт е дека националните прашања што се од суштинско значење за еднината на државата секогаш се решавале и биле решени кога Социјалдемократскиот сојуз бил на власт. Од друга страна, без оглед на политичката штета што била направена, и пак ќе кажам, никој не очекува и не вели дека реформите и зачленувањето во процесот на зачленување во Европската унија ќе биде лесен и без пречки, исто како што не бил лесен и без пречки со другите држави кои што веќе станале земја членка. Меѓутоа, што ме разочарува мене како граѓанин е што ние не успеавме, сите политички фактори не успеавме да кажеме ова се реформите кои што се добри за нас. Заради тоа што да бидеме реални, да имаме професионална администрација, тоа е добро за нас, без разлика кога формалното зачленување во Европската унија ќе се случи. Владењето на правото е за нас добро. И ако ги правиме тие реформи, ги правиме за нас, не заради некој друг. И таа јас не можам да разберам зошто нас не треба секогаш изговор дека некој меѓународен фактор го бара тоа од нас, па да речеме ние мора да го правиме ова затоа што меѓународниот фактор го бара
од нас. Ние треба сами да ги бараме да бараме прогрес во тие прашања. И меѓу другото, тоа како кабинет во овие 2 години го правиме за оние, имајќи предвид широкото портфолио и малиот временски период, колку е можно повеќе да се направи за малку време, за да покажеме дека зависи од нас. И знаете како, јас затоа ја започнав таа кампања кампања условно наречено, затоа што е без денар од буџетот, него само активности преку кабинетот, кој што меѓу другото е неколку луѓе, 9-10 луѓе, на кои што се мојот тим, со кој што се работиме заедно. Уште пред 2 години, на 9 јуни, на последниот училишен ден, ни беше првата средба организирана со средношколци. Од една страна да покажам символично дека последниот училишен ден не е последен ден за едукација, на нашата едукација. Од друга страна, затоа што сум загрижена прво како граѓанин, а оваа позиција ми дава можност да почнеме да работиме на процес на надминување на таа генерална апатија која што имаме во општеството. И затоа мора да се признаеме дека е тоа така и дека сите политички субјекти имаат удел во тоа. Особено кај младите. И да почнеме да разговараме за тоа што е интегритет, колку интегритетот е важен да се има како човечка вредност, заради тоа што младите се тие што за 10 години ќе бидат на нашите места сега, така? Да, ма тоа треба да бидат носители на позитивните промени во општеството. Меѓутоа, во сите овие години на транзиција, ние ги изгубивме вистинските вредности. И мора да почнеме да зборуваме и да најдеме начин како да ги вратиме вистинските вредности. И тоа го зборуваме со младите, дека каде и да одат, доколку го имаат интегритетот во себе, без разлика. Дали се професори, дали се вработени во приватна фирма или во администрација, или ќе бидат бизнисмени, така ќе имаат собствена фирма, дали ќе бидат во влада или во парламент, доколку го имаат личниот интегритет, тогаш ќе имаат можност да направат вистинска позитивна промена која што понатаму ќе влие. Заради тоа што секој од нас со нашиот пример и со нашето однесување влие на однесувањето на другите. Ако вие водите фирма со интегритет и со грижа за доброто на сите, а не само за личниот интерес, тогаш тоа ќе се види и кај вработените и позитивниот фидбек ќе биде многу голем. Тоа не се гледа во последните 7 години, тоа е проблемот, затоа што младите го гледаат примерот, моделот на оној кој управува со државата, тоа е моделот кој се рефлектира кај младите. Видите, не можам да се согласам дека се 7 години во прашање. Тоа се години, меѓутоа овие 7 години ние зборуваме за акумулирани, ние зборуваме за акумулирани проблеми, кои што пак ќе кажам, не се проблеми и прашања од типот кои што може да се сменат преку ноќ, ама затоа имаме одговорноста да ги почнеме промените колку е можно побрзо и затоа секогаш велам дека ние политичарите треба да бидеме прв пример за тоа како треба со личен интегритет и непристрасно да се работи за интересот, за јавниот интерес, а не за личниот интерес. Тоа не го видовме до сега. Не го видовме при промена на името, не го видовме при подпишување на договорот. Не можам да се согласам со сама. Да се согласиме. Не можам да се согласам со сама. Меѓутоа нас ќе се согласите дека Преспанскиот договор, договорот и промената на името нас ни обезбеди да бидеме членка на НАТО, кој што еден безбедносен чадор. Замислете во ваква ситуација да не бевме членка на НАТО. Заради тоа што ние сме мала држава, упатуваат на одредена безбедносна состојба која може да ни се случи и надвор од НАТО чадорот. Ние сме мала држава која што
во секаков контекст има интерес да гради алијанси. Апсолутно ќе се согласам со тоа. И тоа е концептот на малите држави, да бидат таму каде Така е. што е мултиполарниот свет. Така е и во овој контекст сметам дека Да, меѓутоа на пример, ако претходните гарнитури, еве на пример во претходните 11 години, ако ВМРО-ДПМН не го решеше прашањето за името на предлог кој што тогаш бил многу поповолен за нас, да бидеме реални, штетата. Ние членството во НАТО ќе го многу порано ќе го оствара. У меѓународните односи секогаш се мери, значи интересот, користа и штетата од кога влегувате во определени односи со други. Се согласувам. И не знам колку е измерена штетата, затоа што граѓаните беа против тоа. Очигледно името не влегува, името не се лепи за граѓаните. Гледајте, начинот на говор, начинот на обраќање, едноставно не се лепи. Она што е разочарувачки, затоа што немам намера да полемизирам тука, затоа што договорот со Грција е на штета на Македонија. Ќе ви кажам, без оглед да ми тврдите може колку сакате, ќе ви кажам милион примери за тоа што она што се обидуваше грчкиот амбасадор во Советот да ми го наметне дека во северниот дел на Грција живеат 2 милиони македонци кои се идентификуваат по географската одредница, а не се идентификуваат по етничките карактеристики, во основа ДНС го имам, затоа што поранешниот министер за надворешни работи кој ми убедуваше дека договорот е нешто што е големо постигнување за Македонија, всушност ме враќа на токму она што грекот го тврдеше на географската одредница. Нашата етничка одредница е избришана. Сега сме, гледате, и вие сте сведоци дека се повеќе насловуваат како славо македонци, затоа што промената на името значи меѓутоа надвор од тоа. Нема да ве задржувам за тоа, тоа ми е работа, мислам. Не, нема да се согласам. Апсолутно, замислете да се согласим. Затоа што не може да бидам нешто друго освен македонка, ниту па може некој друг поинаку да ме вика освен македонка. Тоа нема везе како се чувствуваме. Гледајте како нема и во никој не може да ви го земи чувството. Апсолутно. Ниту чувството, ниту идентитетот и не може да ме нарекува славо македонка затоа што сум македонка. Со генерации сето тоа се менува, не се кирете. Тоа е социјален инженеринг познат. Ама тоа не се согласен, не мислите дека тоа зависи од нас? Не може никој да ми наметне нешто кој што наметнато е. Ние веќе имаме проблем со употребата на името на Македонија. Меѓутоа, вашиот однос кон едно општество за сите, знаете дека тоа е напуштен, дисфункционален концепт кој на мултилатерална држава или на мултилатерално општество, затоа што тие не зборат за држава, ние збориме за држава мултилатерална, мултиетничко општество зборуваме. И се повеќе се однесува за држава, затоа што едно општество за сите во основа не соодействува со концептот на еднаквост. Едно општество за сите, не можете да бидете сите еднакви во општеството. Го имаме 90-тите, крајот на 90-тите работев еден проект кој морам да признам дека тоаш беше новина, беше позитивната дискриминација versus дискриминација се викаше, и се обидував да го разработам начинот на размислување во контекст на она што значи американската афирмативна акција, затоа што тие одбиваат да го нарекуваат позитивна дискриминација, што европеаните го нарекуваат со цел затоа што дискриминација без оглед како ќе ја крстите, американците секогаш наоѓаат компромис во начинот на комуникација. Едно општество за сите е напуштен концепт во крајот на околу 2008-2010 Америка, кога кажа дека тоа не е успешен проект. Кај нас доаѓа во ново префабрикуван во нова обланда, тоа е отворено општество за сите кое во основа не направи квота држава. И вие сте токму за доброто владење. Ја до сега, еве го работев проектот, уште имам сеќавање за резултатите од тоа. Ја не сум сретнал компаративно дека постои како го велите балансер. Начин на кој се балансира вработувањето во јавната администрација врз основа на етничкиот презнак, односно етничката припадност.
Тоа во Америка и афирмативната акција не е дозволено. Па ако сте ги следиле моите изјави, јас бев првата пред 2 години што јавно кажав дека балансирот е нешто кое што треба да кое што е надминато и дека треба да се укине. Што е тоа? Мене се обидувам да го сватам. Алгоритам. Претходно веќе договорено за како го определува врз основа на Охридскиот рамковен договор. Меѓутоа како да ви кажам, заради тоа што го определува има начин тоа како функционира, да не се задржуваме на техника, повеќе овој дел. Значи убедена сум, пак ќе кажам. Значи прва го отворив тоа прашање пред 2 години и сигурна сум дека е тоа веќе прашање кое што е апсолвирано, дека балансирот веќе ја изврши својата улога и нема потреба од постоење. Заради тоа што од онаа определба во Охридскиот рамковен договор за поголема застапеност на етничките заедници во администрацијата веќе е надмината и ние сме веќе во процес во кој што неминовно мора да одиме на квалитет визави квантитетот. Квантитетот е исполнет, меѓутоа квалитетот е тој што мора ќе се наруши балансот. Значи квалитетот едноставно мора да биде приоритет. И заради тоа се и тие законските решенија. Ние имаме генерално недостаток на мерит систем. Ние немаме мерит систем. Па немаме мерит систем. Немаме мерит систем за тоа кој треба да биде избран за судија или обвинител. Немаме мерит систем не верувам дека Бадинтере можен. Имав и колумна дека Бадинтере можен во судството. Можен. Признавам дека ме побија во све. Држава успеа. Значи, ние едноставно мора да воведеме мерит систем. Природно нештата го бараат тоа, затоа што системот станува на ваков начин неодржлив. Ама ако не ги воведете политиките за мерит систем и алатки за мерит систем, тој нема да се случи. Ние сега почнавме еден проект, веќе го почнавме да го реализираме, а го договоривме веднаш на 2 месеца откако стапив на оваа функција со британската амбасада и заедно со Центарот за управување со промени, и многу се радувам на тој проект заради тоа што представува една од основите за воведување на политики за добро владење. Тоа е правење на систем за воведување на индикатори на успешност, мерливи, прво во програмата на владата, а потоа и во сите проекти и програми на министерствата, заради тоа што тие индикатори на успешност ќе помогнат да се следи програмата на владата и таа да биде показател, тие индикатори да биде показател за исполнување, за реализација на тоа што е ветено пред граѓаните. Тоа граѓаните ќе кажат избори вообичаено. Не. Вие морате мерливите треба да бидат за администрацијата. Ама и за администрацијата, значи зборуваме за секој ниво. Значи мерливост, индикатори за мерливост ви покажат колку сте реализирале од тоа што за кое што сте дале комитмент. Било кој министер да се смени заради тоа што ние патиме од пречеста промена на министри во одредени министерства и тоа има сериозен одраз на реформските капацитети, заборавајќи при тоа дека владиниот пакет е оној кој што се обврзува на програмата која што премиерот ја представува пред парламентот и дека таа програма која што треба да се реализира на сите нивоа без разлика на тоа кој е министар. Мерит систем за во администрација и тоа меѓу другото е со тоа законско решение и на таков начин со уведување на мерит систем ние ќе имаме основа врз основа на која што ќе ги наградуваме тие што работат добро, нема да се сочуваме со рапидно заминување од администрацијата на добри кадри, заради тоа што луѓето кои што навистина си ја работат добра работата
после известно време тоа е човечки дека ќе се осетат, а не ги наградувате. Апсолутно, кога им дојде шеф необразован. Едно шеф необразован, второ колега кој што седи спроти нив и не работи ништо, а они ја работат работата за петорица други и затоа велам, тој систем е веќе неодржлив и неминовно со вакви политики кои што сега ги почнуваме мора да донесе промена. И затоа велам, ние треба реално и објективно да се соочиме и да ги кажеме фактичките состојби. Јас лично никогаш не сум бегала од тоа, заради тоа што тоа е единствениот начин како да се соочите и да речете ваква е ситуацијата, сакам да биде ваква, поинаква, ова е начинот на кој што ќе дојдам до тука. Дали за 1 година, дали за 3 години, ама со вистинска упорност и работење дека тоа треба да се постигне, сигурна сум дека промената е само прашање на време. И затоа велам дека за вакви прашања мора да има консензус кај политичките партии, дека се тоа прашање кој што мора да се направат во државата и за кој што мора да има континуитет. Нека не зависи од еден човек, не зависи од еден министер, не зависи од една влада, туку зависи од посветеност на целиот систем во различни нивои. Од една страна на владата, од друга страна на парламентот, на законодавната власт, на судската власт трета, граѓанскиот сектор дополнително. И ако ретко кој ќе видите да каже дека не си ја сака државата. Меѓутоа со ваквиот начин на функционирање вие ќе докажете дека си ја сакате државата. Со личните примери и начинот на однесување и начинот на спроведување на ваквите реформи и политики кои што пак ти кажам ќе брват. Мал се задоцнати? Не, никогаш не е доцна за да направите позитивна промена. И јас сум јас сум многу упорна и никогаш не се согласувам на прифаќање на статус кво ситуација. Јас едноставно тоа нема да го прифатам никогаш од било кого, заради тоа што ние сме тие што ги треба да го менеджираме како се движи општеството. Општеството е многу жива материја. И ние сме тие што треба да му даваме насока и прогрес. Да, ама општеството изгуби довербата во политиката. Ама тоа не значи дека ние треба да направиме се да ја вратиме. Ако е така, ете со вакви политики со ваков начин на однесување. Едноставно време е за политичари кои што сакаат да прават добро за граѓаните. Што правеа до сега? За личен интерес. Значи, ние не викам дека до сега не сме имале такви политичари, меѓутоа, повторно кажувам, дека треба да имаме политичари кои се подготвени на градење на консензус за процеси кои што се за доброто на сите и кои што мора да бидат во континуитет. Заради тоа што надминуваат такви процеси многу повеќе од мандат на една политичка гарнитура и на една влада. Изборите доаѓаат. Кај да се? Знам, има една изјава председателот дека кога ве напиња за предвремени избори, пошто вие како партија сметате дека треба да се истера целиот мандат, ја лично не сметам, затоа што оној момент кога ќе почувствувате политичка слабост, најчесто идете на проверка пред граѓаните со цел да се консолидира политичкото ткиво на партијата и без оглед на резултатот да излезе од тоа. Сега сте веќе во многу лоша состојба, морам да признам, според бројките што ги презентират, иако гледам одговорот е дека изборите се вистинската анкета, точно, меѓутоа вообичаено анкетите се трендот кој покажува кон кој се движи, а трендот е многу лош, да не кажам не е позитивен за вас, меѓутоа надвор од тоа политичката борба ве чека. Она што го гледаме наметнување на една вештачка дилема повторно. Меѓу истокот и западот. Што лично ми смета, тоа е воведување на меканизмот во Америка во 50-тите или ако сакате информбирото во 48 година. Затоа што нова тло да бидеме реално
истокот никогаш не функционирал, барем немал некое влијание поголемо, нормално разузнавачките служби тоа го прават, меѓутоа погледајте во кафани, ја не е дека не сум патувал ни светот, меѓутоа ваква што би рекол прозападна ориентација на населението во Македонија немате, ако сакате, ни во Италија, ни во Франција, ни во Германија, нигде во Европа, да не зборам па за Велика Британија. У кафана одете, келнер збори течно англиски во Македонија. Одете во Италија, најдете кој ќе збори англиски, така што вештачки наметната дилема кој е за ЕУ, кој е против, е за Русија, е едноставно повторно делење на македонското ткиво по ирационални линии, затоа што не може, ако гласам за опозицијата, не може некој да ми врзи дека сум проруски, кога никогаш не сум бил натак. Основа не ме привлекува исток. Знам кај сум бил, знам кај сум работел, така што дали ќе одите на и понатаму ќе одите цврсто на таа линија, затоа што тоа значи дополнително делење на македонското ткиво и не верувам дека ќе носи определени политички поени во кампањата што ќе се случува. Вие, предпоставам, се повикувате на мотото на една политичките партии, тоа не е СДСМ, меѓутоа реално повикот е спрема опозицијата. Јасно да се произнесе за тоа како ја гледа и на каков начин ќе обезбеди европската иднина на државата. Ама ние нема никаква пречка тоа да не го видиме ни до сега. Затоа и претходно кажа, сметам дека се манипулира. Граѓаните теа да го видат. Да, ама и граѓаните не го гледаат заради тоа што сметам дека се манипулира повеќе со таквите изјави од типа дека промена е можна, дека има други модели, без да се кажат какви се тие модели. И не сум видела јасна позиција, например, на опозицијата по прашањето за агресијата во Украина и покрај тоа што два-тројца представници, меѓутоа не од врвот, не од председателот, биле во посета. Нема јасен став, јасна изјава за одредени геополитички прашања кои што даваат за право таква квалификација, дополнително, како што кажав, и за нејасните тези за европската иднина на државата. Од друга страна, имате една прилично јасна позиција за тоа што и како треба да се направи, за да се направи чекорот и да се направи прогрес во таа смисла и недвосмислена, усогласена безбедносна политика заедно со НАТО алијансата и нашите европски партнери преку сите одлуки и постапки и изјави од тегашната владеачка структура. Дали ќе бидете разочарани ако граѓаните не го препознаат тоа кај вас? Ваквата ваша детерминираност кон ЕУ и НАТО и геополитиката во светот. Затоа што денеска слушнав дека у невезан муабет ми беше кажано дека ги одбиваат од болница затоа што ќе сме примале бојци од Украина, верувам со повредени за рехабилитација. Што не може, што и мене сигурно е никакво спини, не би можело тоа, ниту има таква одлука, ниту има така, не. Воопшто сакам да го демантирам тоа, и да го демантирате затоа што ми е пренесено дека тоа го кажал. Не, ова е невезан муабет на пријателка која била у болница и било укажано дека нема место да не доаѓа, затоа што ќе доаѓаат од Украина. Искрено да ви кажем, истата и моја беше реакција дека немаме договор. Тачно амбиентот е таков, меѓутоа и треба да се воздржуваме малку такви прилично сензитивни сега во изборите, изне уште што ќе се изнаслушаме. Баш како што треба.
Веќе е Мислам дека да, ама и тоа е затоа велам, тоа е прашање на политичка зрелост и колку сме свесни за одговорноста што имаме спрема граѓаните. Затоа што ти кажам, тоа се прашања кои што моментално може да донесат одредени политички поени, меѓутоа на долг рок прават голема штета за општеството и многу е тешко потоа да градите доверба во институциите кога ја рушите на таков начин. Довербата изгубена, да бидеме реални. Многу е изгубена, така што тешко дека... Ама пак ти кажам, не значи тоа дека не треба да направиме се да да се врати, да, затоа што е тоа знак дека сме сватиле каква е ситуацијата, дека сме прифатиле дека е таква, меѓутоа и дека сме направиле чекори и правиме чекори тоа да се поправи. Јас ваквиот дефетизам за мене не прифатлив, затоа што тоа за мене би значило безнадежност. Ако имам чувство на безнадежност, тогаш нема зошто да трчаме и да се надпреваруваме во политички кој употребувате во надворешната политика, безалтернативност. Затоа што е тоа рамка која што е веќе договорена. Тоа е рамка, во рете, меѓутоа дури во таа рамка мора да има алтернативност. И во таа рамка што е договорена, така функционираат односите надвор. Едноставно не можете да кажете дека тоа е безалтернативен пат по кој треба да се движиме. Тоа е патот кон кој сакаме да се движиме. Да, меѓутоа треба да бидеме најасно точно какви се чекорите кои што ни се нудат како варијанта. Па може народот нека процени. Дали се тие поприфатливи или другите поприфатливи. Народот ке процени, еве го кај 8 мај тука готово е народот. И ние сме свесни дека за жал и тоа не е случај само во нашата држава, дека на избори се оди обично и се гласа против отколку што се гласа за одредена не е така, меѓутоа начинот на кој размислам, направени се огромни промашувања без оглед. Факт е дека има големи грешки, тоа никој не го негира. Околу името, околу идентитетот, околу историјата, околу имавте премиер, извинете, кој кажа дека ние сме един народ. Мислам, штетата е направена. Сега да не одиме подлабоко, ќе ви кажам милион примери, али далеко тоа. И јас не можам да се согласам дека некој може да тргува со мојот идентитет. Мојот идентитет е тој. Истегувано е. И тука не се согласуваме. Апсолутно. Апсолутно. Граѓани, затоа граѓаните ќе кажат на 8 мај беше така. Мислам ќе кажат и за председател и за гледам идете со истиот кандидат за председател кој ми беше колега на American College. И ќе видиме како, само да ви посакам среќа. Анкетите, мислам, целиот амбиент не ви е наклонет, морам да признам, затоа што пешачам по улици и ме сопилат луѓе, се интересира за каква ќе ни биде иднината. Не сум ја од оние како вас, како си оптимиста, јас сум оптимиста со искуството, значи песимиста, дека толку е направена голема штета да многу тешко ќе кој да е власт, многу тешко ќе може да ги поправи некои работи, да ги врати на вистински колосок. Затоа што ви кажав, кога воведувате систем без анализа за одредени прашања кои се клучни и во меѓуетнички односи, и во градењето на општество кој ќе биде, во кој луѓето ќе бидат еднакви пред законот, затоа што дискриминацијата не се мери на тоа дека сите сме еднакви, јас и вие не можеме да бидеме еднакви. Не ни сакам да бидеме еднакви. Не зборуваме за еднакви услови кои што треба општеството врз основа на квалитет да ги дава. Го решил тоа. Вели еднакви во правото. Еднакви во правото исто така. Еднакви во правото. Ние не сме еднакви во правото. 90% од граѓаните ќе ви го кажат. Меѓутоа тука би завршил да ви посакам среќа на изборите. И се видиме ние нормално после изборите, затоа што се гледаме вака, често се гледаме, така, со години поминуваат, па ќе се видиме и ми беше драго стварно што прифативте да бидете дел од звукот на политиката, затоа што секојаш сум мислел дека од другата страна има репрезенти кои стварно веруваат во социјалдемократската идеја, затоа што ова сега нема блага врска со да не должам со социјалдемократската, затоа што ја знам многу добро. Меѓутоа, тоа е вајда иднината и на политиката воопшто, и не само во Македонија, тука и пошироко во Европа. Ние ќе се видиме
некоја друга прилика, нека завршат изборите, верувам ќе бидете дел од политичкиот естаблишмент во иднина и на која функција тоа нормално зависи граѓаните што ќе кажат и ќе останете оптимиста и доследна во она што го работите, ба знаете, секој сум почитувал дури противници кои имаат различно мислење, меѓутоа со кои можеш да дебатираш. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас за можноста да ја отвориме, да отвориме многу прашања и ќе се согласите сигурно дека за секој од овие прашања и посебни емисии ќе бидат малку. Не, апсолутно, меѓутоа кога имате добар соговорник од другата страна, знаете секогаш е лесно дури да не се согласувате со него. Благодарам многу, останува нели тоа да бидеме убедена дека ќе има масовност на изборите и да ги повикам граѓаните да излезат и да си го кажат својот став на изборите, заради тоа што тоа е моќта што има народот да ги награди или да ги казни оние политички субјекти за кои што верува дека добро или лошо работеле и да не го испуштаат тој демократски момент кој што го имаат за да го направат тоа без разлика на тоа за кого се определуваат, заради тоа што треба да живееме заедно и после изборите. Апсолутно, заради тоа што потоа не може да се префрла одговорноста на некој друг заради резултатот на изборите, ако самите ние прво не сме били учесници во делот на одлучувањето. Секој глас се брои. Секој глас се брои, без разлика за кога е. Политиката е таква, еднаш добивате, нареден пат губите, лекциите треба да се учат и врз основа на тие лекции. Дел на демократијата, кој некој тешко го разбира. И врз основа на тие лекции понатаму треба да правите политики кои што ќе ве направат подобар. И благодарам уште еднаш. Благодарам.